На овие теми кои што деновиве се особено актуелни како што се ближи референдумот во земјава, секако имаме и гостин во студиото како што најавив на почетокот. Друштво ми прави секако и колегата Владко Чаловски кој ќе разговара со нашиот почитуван гостин Нано Ружин, поранешен амбасадор на земјава во НАТО и актуелен универзитетски професор. Добре дојдовте во студиото на Еден Талок. Благодарам. Чаловски, повели. Ти благодарам, Елена, господине Ружин, пред се добре дојдовте и од мене, нели, во ово информативно издание. Македонскиот врв е прилично зафатен деновиве во една предреферендумска треска. Веќе гости беа генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, потоа министерот за надворешни на Луксембург Жан Аселбор, беше и австријскиот канцелар денеска Себастијан Курц, доаѓа и можеби највлијателната жена во Европската унија Ангела Меркел, а и овде е и писмото од председателот на САД Доналд Трамп кон Иванов, сите со една иста порака, а тоа е дека Македонија мора да гледа кон иднината. Кои се пораките и која е тежината на сите овие посети? Прво, во дипломатскиот протокол, во однос на посетите, постојат 4 нивоа, и она што е најбитно, најбитниот е државното ниво. Значи, денеска што го направи канцеларот на Австрија, односно тоа што утре ќе го направи Меркел, е навистина за голем почит, затоа што е тоа највисок вид на дипломатски контакт меѓу шефови на држави или влади и со една цел да се покаже респект, блискост во ставовите, почитување, па еден вид символика, бидејќи од сите овие посети произлегуваат пораки, а пораките не се случајни. Тоа се случува во предвечерието на референдумот на 30 септември и тие пораки се од историско значење и за домакинот, но исто така и за овие гости, затоа што тие ги делат истите европски и евроатлантски вредности. Затоа доаѓањето нивно е пред се порака и признање и до премиерот на државата, порака до сите оние добронамерници што ќе гласаат за Европска Македонија и за членство во НАТО, но исто така и порака и до опозицијата и оние што се во дилема или воопшто нема да гласаат, бидејќи Меркел, како што кажавте и како што сите знаеме, највлијателниот политичар во Европа и пошироко. И според Форбс некогаш е нели на самиот врв на највлијателни луѓе во целиот свет. Сега кога знаеме дека Германија има 15 градови кои што се поголеми од Македонија, значи ја гледаме таа маса на луѓе, дека тоа е една од најсилните европски дипломати, најголемите економски сили, финансиски сили и така натаму, и доаѓа првиот човек. И мислам за прв пат доаѓа со во еден таков момент за да порача и на власта, но и на опозицијата, дека тоа што се очекува од референдумот е пред се успешен референдум и дека сме ние добре дојдени во европското семејство, односно во семејството на НАТО, бидејќи тоа се двете најмокни институции во кои што Македонија може воопшто да замисли да биде. Тоа е нашиот што вели Ришелје, нели, како го утврдува, најголемиот резон дета, односно највисок државен интерес на една држава, а тоа е формулирано во целокупната досегашна историја на Република Македонија како главни цели на нашата дипломатија, како суштински цели да се влезе во НАТО и да се влезе во Европската унија. И тоа сум среќен што наскоро ќе се случи, бидејќи јас сум оптимист за референдум. Мислам дека конечно ќе си ја заокружиме државата, бидејќи влезот во НАТО е гаранција на границите, гаранција на суверенитетот, на територијалниот интегритет, гаранција за иднината и на Македонија, меѓутоа и на идните генерации кои што ќе функционираат. Практично на тој начин ја затвараме целата таа несигурност на овој балкански простор кој е познат како турбулентен и затоа не случајно еден Трамп. Веројатно онаа порака на Аселборн беше гледајте кон иднината, не се враќајте кон
минатото. Може би тоа се клучните зборови. За жал, има уште еден клучен збор кој што сега него го припишуваат на повеќе автори. Едни викат дека тоа го кажал Черчил. Ние балканците создаваме повеќе историја отколку што можеме да ја конзумираме. И токму таа историја беше често пати искра на судири и на етнички крвави судири, каде што постојано во некој период се повторуваат. Овој пат треба да сме рационални, треба да се свртиме кон нашите национални интереси. Секоја чест на оние кои што смета дека тоа не е во право, зборуваат за некои неправди и така натаму, но ова е големи, најсветли мигови на македонската дипломатија до сега, бидејќи доаѓа, што би рекле со фудбалски збори, првата Европска лига, па и Светска лига, бидејќи претпоставувам можење исто одредена интервенција и на Макрон, можно е исто така и Трамп пишува писма, значи сите практично ја поддржуваат Македонија. Што ќе рече, Македонија е значајна, иако малечка држава, значајна според своето геополитичко и геоекономско значење. Меѓутоа, и покрај овие пораки, опозицијата и власта не може да дојде национален консензус за ова прашање, или сметате дека токму тој неискажан став на ВМРО ДПМНЕ, значи може да се толкува и како поддршка која што не е јавна поради масата која што ја води позади себе, но сепак дозволува да се реализира истиот ефект. Па јас напишав еден текст во таа насока и пофалив, доколку навистина Мицковски тоа го мислеше најсериозно, без нешто да организира тајно, па после тоа како што вообичаено бива, дека е добра вест за Заев, доколку се обратат до членството и да кажат излезете, вие решете, вашата совест нека реши. И тоа е добро, бидејќи, знаете, во политиката се случувале такви работи. Многу е, например, непријатно за еден опозиционер кој што се бори, сака да го земе тоа место, сега одеднаш да ја поддржи отворено политиката на Зоран Заев. Но од друга страна, самиот факт дека се работи за вредности кои што се од исклучиво големо значење. Тоа значи дека тие треба практично тајно дури и да лобираат да излезе нивното членство. Зошто? Затоа што утре ќе дојде до смена на власта. Токму тоа членство во НАТО не е само заради тоа да не чуваат нас. НАТО е пред се и Европската унија се пред се школи на демократијата, иако колку тоа на некој им изгледа смешно. Во НАТО мора да се однесувате според одредени стандарди. И обично, кога се вели влегуваме во НАТО, не заради НАТО, туку влегуваме заради самите нас, за да се научиме повеќе на владење на правото, на демократичност, на транспарентност, на фер избори. И токму тие принципи би требало да и одговараат и на секоја опозиција, бидејќи нема веќе медиуми кои што ќе бидат контролирани, нема веќе прислушкувања, нема веќе политички апсења, нема веќе повеќе корупција со милионски цели. Но за тоа ќе предстои допрва поголема борба. Нема преку ноќ да се сменат работите. Тоа се воедно и пораките од европејците кои што доаѓаат овде. Меѓутоа, суштинската улога на опозицијата. Неодамна специјалниот представник на Германија Хелбах пред поранешниот министер за надворешни попуски рече дека многу е важна улогата на опозицијата и одовде која е тогаш тежината на опозицијскиот лидер, на Мицковски за едно вакво прашање? Знаете што, јас, например, секој добар потек би требало, според моје мислење, да биде поздравен од власта. Секој добар потек на опозицијата. Дури колку тоа да не изгледа понекогаш чудно. Меѓутоа, што е добар потек? Не е добар потек, слушај, афера, не знам, фейк ньюс, намерно создавање на одредени афери, скандали и така натаму. Треба пред се да се гледа во хоризонт, треба да се гледа со визија, треба да се гледа пред се интересот на оваа држава.
ако сум политичар, крај на моите лични интереси. Пред се го гледам интересот на државата, бидејќи кога ќе влезат во НАТО и кога ќе влеземе исто и во Европската унија, исто така тие и понатаму сметаат на своите сестрински партии. Не случајно доаѓа Меркел, која што практично нејзината политичка партија е во истото семејство како во Исто и партијата на Себастијан Курц. Да. Се сестрински партии. Значи, и токму тие настојуваат да го убедат членството на Но значи ли оваа посета токму дистанцирање од ставовите на опозицијата? Не би рекол, тоа значи дека идеологијата е надмината во функција на некој повисок интерес. Тука веќе идеологијата не пали. Дури добро е што и кампањата за успешен референдум не е работа на СДСМ, туку е работа на еден поголем форум на луѓе кои што може да бидат и од различна идеолошка ориентација. И ја мислам дека ние треба да ги поддржиме оние луѓе и од десницата и од другите политички партии. Нека излезат, нека гласат, па дури нека гласат против. Но битно е, знаете што, овој пат треба да бидеме навистина свесни граѓани на Република Македонија, да престанеме да калкулираме, да ако не успее референдумот, па не знам, ќе се повлекол Заев и така натаму. Прво, референдумот, убеден сум дека ќе успее. И второ, убеден е и премиерот, убеден е и министерот за надворешни работи. Не само тоа, него дури да не дојде до тој цензус, излезат, да речеме, 800.000 луѓе. И од те 800.000, 700.000 луѓе кажат да, тоа е успешен референдум за мене. И тоа е прашање кон кое треба секој политичар, особено од опозицијата, да се го постави. И добро е што Мицковски не кажа отворено како ќе бойкотираме и така натаму, бидејќи знае, па не се живее од денес до утре. Не се живее и политички, меѓутоа и воопшто. Не смеете додека сте или во опозиција или на власт да не мислите за идните 10 години. За жал, со некои лидери од минатото не мислеат за идните 10 години, сега им се случуваат опасни судски казни и така натаму и така натаму. Затоа велиме, политиката е долговечна, политиката мора да биде еден вид чесен однос кон работите и пред се во функција на државата. Само на тој начин ќе се успее. И мислам дека сите овие луѓе кои што денеска на известен начин бойкотираат или се подготвуваат да бойкотираат, или она што најмногу ме изненадува, одредени професори, па дури оние кои што се со нека европска ориентација, кои што дури се членови на европски движења, доаѓаат со одредени чудни ставови во смисла како Македонија губи. Во компромис сите губат. Меѓутоа, нуди тоа што можеш, понудите нешто друго. Значи, не нудат ништо друго, туку само да ја расипат работата. И затоа мислам дека ова е многу битен датум за Република Македонија и да се надеваме дека, еве, за еден месец ќе бидеме во сосема една друга приказна, оптимисти и секако битно е дека овој референдум може исто така да биде невити национално помирување, за жал малку се употребуваше тој израз, дека треба да заедно политичарите кои што се идеолошки граѓаните да се спојат заеднички и да го измаршираат тој референдум. После тоа нека продолжи политичката битка, но секако со дозволени средства, не со оние кои што ги користеше претходната влада. Во вашиот говор го препознавам она кое што еве власта го вели дека ова е државничко прашање пред се, а не партиско прашање, односно членувањето во НАТО и во ЕУ се стратешка цел на државата, без разлика кој во моментов управува со државата. За крај би ве прашал, што е она што Македонија го добива или ризикува да го изгуби доколку референдумот не успее евентуално? Вака, иако индикациите велат дека бидејќи темата е многу широка, не би сакал сега да ви одземам многу време, се организира една средба, конференција во Ману во вторник, консеквенциите на потпишувањето на договорот со Грција и следно на тој референдумот. Што добива, што губи? Прво, името и решавањето на името е голем геополитички влог. Доколку
референдумот не успе, се отвара една страна на негативни геополитички димензии кои што од Македонија може да направат една држава која што е нестабилна, држава која што има несериозни порозни граници, држава која што не сака НАТО и ЕУ, држава која што ќе треба да бира некој трет пат, држава која што има сериозни проблеми со соседите. Бидејќи во тој случај една за подолго време ќе бидат утврдени неповолните билатерални односи со Грција. Во случај на успех добиваме членство во НАТО, добиваме она што го реков стабилност, безбедност, добиваме инвестиции, бидејќи странските инвеститори не инвестираат во нестабилни држави, или можете туку во држави со мал некоја Русија ќе инвестира, меѓутоа за сите инвестиции се крие некоја геополитичка цена. После тоа, отварање на перспективи за европските интеграции, отварање, деблокирање на фондовите, на фондот за стабилизација и асоциација кој е блокиран уште од 2004 година, еден постабилен Балкан, бидејќи името Македонија и решавањето името не е само проблем на Македонија, тоа е проблем на целиот Западен Балкан. А методот со кој што беше решен е исто така лекција за сите оние кои што имаат билатерални односи. Било да се работи за Белград и Приштина или да се работи за, не знам, Република Српска и така натаму. Освен тоа, ние ќе можеме на нашите идни генерации да им возможиме европеизација, наши поголем број на размена на студенти, подобар животен стандард. И затоа сите оние кои што им мислат добро на Македонија ќе треба да се појават на референдумот. Добро, јас ви благодарам што бевте двој информативниот дел. Елена, повели. Благодарам и тебе и секако на нашиот гостин. Ќе продолжиме понатаму со вестите веднаш по малата пауза.